Денеска, после 24 години активно членство во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, врз основа на повикот за само кандидирање, ја имав таа чест и привилегија, би рекла, да ја поднесам кандидатурата за претседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и заедно со пријавата секако го поднесов и манифестот за социјалдемократијата. Тоа е мојата програма во која што се осврнувам на тоа што треба да бидат итни приоритети на новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија по големиот пораз кој што го доживеавме на овие избори. Иако Социјалдемократскиот сојуз во минатото доживувал и порази, но и победи исто така, овој пат е ситуацијата на вистина, би рекла, специфична, особено имајќи ги предвид и политичките околности во државата. И на ниту една држава, особено на Република Северна Македонија, не и треба слаба опозиција или никаква опозиција. Затоа, предизвик сериозен е, пред се и над се, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да се исправи, да продолжи по патот на идеологијата на СДСМ и, што е најважно, да биде цврста и силна опозиција, за да може на таков начин да го гарантираме и патот на Република Северна Македонија. Периодот кој предстои, се разбира, ќе го искористиме заедно со сите кандидати кои ќе бидеме потврдени за наше представување пред членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кои на непосредни избори и ќе го кажат својот глас. Меѓутоа, и доколку бидам избрана во оној период многу кус што е пред нас, затоа што очекувам дека и новата влада ќе има набиена динамика, ќе треба пред се да ги консолидираме внатрешните редови. Во делот програмата набројувам и итни приоритети кои ќе треба да ги направиме, а ќе се однесуваат и на избор на ново раководство, согласно критериуми и принципи кои ќе бидат одлика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Иако, како што реков, доживеавме пораз, убедена сум дека социјалдемократијата и идејата за социјалдемократијата е жива, исто како што е жива и вербата и надежта дека СДСМ повторно ќе се исправи и повторно ќе победи. Благодарам. Зошто сметате дека членството и раководството треба да ви даде вам поддршката? Гласаат членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, така што тие се тие кои што ќе го кажат и ќе одлучат за тоа кој ќе биде претседател, а потоа се разбира органите на партијата ќе го состават и остатокот од раководството како што е согласно статутот. Зошто да ме поддржат мене? Затоа што прво ги замолувам да одвојат малку од своето време и да ја прочитаат, да го прочитаат манифестот за социјалдемократијата. Оние социјалдемократи вистински кои изминатите години исто како и јас учествувале во многу процеси во партијата, меѓутоа и биле дел и од победите и од поразите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе се препознаат себе си и ќе знаат дека точно ги имам детектирано кои се слабостите, за жал, а ги немам само јас, туку тоа е од дискусија, разговор со членовите и со другарите и другарки социјалдемократи. Како ќе го консолидирате членството со оглед на големото незадоволство по изборните резултати? Незадоволството по секој избор, односно кога доживувате неуспех, е сосема очекувано и е разбирливо. Јас сум човек во природа кој не сака кавги, сака спротивставени размислувања, сака долги дебати, но на крајот сака да се донесе заклучок за врз основа на кој понатаму ќе можеме да работиме. Ќе повикам на разговор, ќе повикам на дискусија. Ниедна причина за овој пораз кој сега го доживеавме не сме да остане скриена и не сме да остане да виси, да лебде некаде. Затоа што, за жал, тоа не се случи во 2021 година, кога тогаш се сметаше дека само со повлекувањето на тогашниот претседател Зоран Заев дека ќе се надминат некои пропусти. Но очигледно дека требало посериозна реформа и подлабински промени да бидат направени. Мислам дека овој пат таа лекција е научена, барем од моја страна, и токму затоа и ја поднесувам кандидатурата и сакам да застанам на чело на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Имате ли поддршка од поранешни функционери актуелни кои што застануваат позади вашата кандидатура? Јас не би ги злоупотребувала нивните имења, меѓутоа можам да кажам дека имав изминатиот период разговор, консултации, барав совет, што за мене е секогаш својствено и никогаш не се срамам да кажам дека барам совет од поискусните и помудрите од мене. И веројатно тоа што ја поднесувам кандидатурата, очигледно дека сум добила позитивни сигнали. Не би ги злоупотребувала нивните имења, затоа што сметам дека ако тие ценат дека треба јавно да ме поддржат, може тоа да го направи. Деспотовски изнесе една иницијатива до партијата со изјава која што бара оние кои што ќе бидат кандидати за оваа позиција, доколку не станат претседател на СДСМ, да се откажат од сите партиски функции, како што вели СДСМ не е пазар, туку му треба лидер на членството и на партијата. Дали подпишале ваква изјава?
Јас го кажав веднаш мојот став, а тоа е дека и тоа беше веројатно врз основа на едни шпекулации кои внатре во нашите партиски кругови се појавија за евентуални договарања, пазарање и така натаму. Од тие причини не сакав да оставам простор за било каков сомнеж дека учествувам во било какви однапред договарања и затоа реков дека немам никаков проблем таква изјава да подпишам. Меѓутоа се разбира додадов и уште некои два не би ги нарекла услови, меѓутоа две сугестии за тоа што една таква, ајде да наречам не изјава, повеќе декларација би требало сите ние да подпишаме. Не добив одговор за тоа, но не и се. Дали сметам вистински, не популистички, дали треба да се подпише таква изјава, не затоа што ние не се надпреваруваме за државни функции, за тоа дека некој е власт, некој е опозиција. Ако збориме дека имаме научени лекции од поразите на СДСМ, па и тој во 2021, а и овој сега за жал, тогаш ќе видиме дека една од причините за тие порази и тогаш и сегаш е раслојувањето на членството, одлевањето на дел од членството, а ако и понатаму продолжиме со дистанцирање едни од други, тогаш нема да го постигнеме тоа за кое што сите ние зборуваме. Како мислите да го обедините членството? Како што реков, со отварање на дискусии, нешто кое што за жал изминатиот период, бидејќи партијата, односно функционерите на партијата кои извршуваа навистина одговорни државни функции беа посветени на исполнување на владината агенда и носењето на стратешки и важни државни одлуки, некако во втор план се ставија партиските дебати внатре. Јас на почетокот споменав, 24 години сум член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и како младенец, но и подосна ги памтам долгите дебати кои ги имавме и во местните организации, и во општинските организации, кога практично политичките збуднувања во државата, без разлика дали сме биле власт или опозиција, биле дискутирани и коментирани во рамките на органите на партијата. Органите на партијата морат многу често да заседаваат, без разлика дали сме власт или опозиција. Вистинската дебата треба да биде таму, не на социјалните мрежи или на било кои други јавни медиуми, да биде во рамките на органите на партијата и да биде, ако треба, како што реков, и долга, и мачна, меѓутоа на крај да има еден заклучок околу кој сите ќе се обединиме. Ако може уште едно прашање на темата, господин Петровска, вчера обивте гостување во Канал 5 поради операција на Запад, дали денеска се учествувате? Секако дека да, тоа е затоа што примам одредени лекарства кои не можам да ги контролирам кога ги примам, кога не, и од тие причини не ја одбив, туку не прифатив. До сега не се случило да одбијам било каде гостување, освен ако не сум здравствено спречен. Благодарам.